Вистинско чудо е ако учениците кои користат автобус успеат да стигнат пред да задзвони во 7:30 за почеток на првиот училишен час. Автобусите во Скопје доцнат, а кога ќе се влезе внатре нема место ниту игла да се фрли. Некои возати со отворени врати зашто се преполни со патници, па е доведена во прашање безбедноста на луѓето кои се превезуваат. На самиот почеток на школската година учениците веќе имаат неоправдани задоцнење. Зашто ако не успеат да влезат во преполнетиот автобус, мора да чекаат и повеќе од половина час за следниот. Дали се качуваш обично во првиот автобус што ќе ти дојде или мораш да чекаш поради метеж? Да? Има, да. Ти се случило некогаш да доцнеш во училиште поради метежот? Секој ден. Секој ден? Да. Па тешко, ама пробувам. Да? Да, мината мора да се качам автобус. Префрлям автобуси од еден на друг и каснат бајки. И не се само средношколците. Со септември повторно излегоа старите проблеми на ЈСП. Речиси сите граѓани се жалат дека доцнат на работа. Раскажуваат дека преполните автобуси не застануваат на постојките, а некои воопшто не доаѓаат. Па има и гужви, се случува да не доаѓаат автобусите и така. Шом нема превоз редовен, се касни. Овие продолжуваат по старо, кажете барата никаква услова не. Срам да име. Причината има многу луѓе, нема автобуси. Треба се прикупат. Загрозено е функционирањето и на работниците и на учениците. Според Меджет Идризи од Синдикатот на приватниот административен и јавниот сектор на градот Скопје, нема доволно автобуси, ниту пак возачи, и тие се уште возат според летниот распоред. Освен малиот број на автобуси, кои често поради дефект среда возење мора да се исклучат од сообраќај, проблем е и горивото, кое го нема доволно за сите возила. За наводите на синдикатот се обративме кај директорот на ЈСП Скопје, Драги Кушовски, но не остави без одговор. Неефикасното работење на предпријатието е директна одговорност на градската власт, а градоначалничката, која е на залезот од мандатот, очигледно нема намера да преземе нешто. Во месеците што следат, проблемот очигледно ќе остане, а промените и барањето решенија ќе се префрлат на грбот на новиот градоначалник на град Скопје.